Што ако ви кажам дека вашите мисли, вашите желби, а дури и вашите стравови можеби не се ваши? Дека постои технологија и методологија која веќе 70 години се користи за да се хакира човечката свест? Добре дојдовте во темата 4 MK Ultra и мрачниот свет на контролата на умот. На мапата на големото будење овој поем стои како лузна во историјата на 20 век. Откако кабалата ви одзеде историјата преку Ватикан и ви ги зароби парите преку федералните резерви, следната логична станица е вашиот мозок. За да владеат со толпата без отпор, тие мораа да научат како да ја скршат човечката волја. И тоа не е теорија, туку документирана вистина. Корените на MK Ultra се наоѓаат во операцијата Paperclip или спојувалка или спајалица, речено колоквијално, за која ќе ја зборуваме детално во наредните видеа. Во Втората светска војна нацистички научници кои експериментираа врз луѓе во логорите во текот на Втората светска војна беа префрлени во САД за да работат за ЦИА. Нивната задача да создадат манчуриски кандидат, личност која може да изврши атентат или прецизна задача без воопшто да биде свесна за тоа. Мислам дека ќе ви текне на филмот со Дензел Вашингтон. Проектот официјално започна во 1953 година под водство на Сидни Готлиб. Користеа се што можете да замислите. ЛСД, хипноза, сензорна депривација, електрошокови и екстремна психолошка тортура. Целта беше едноставна: да се скрши постоечката личност, вашата личност, и на нејзино место да се инсталира нова личност подложна на наредби. Ве прашувам, каде е тука суверенитетот на индивидуата? Ова е најголемото злосторство против човештвото извршено во име на националната безбедност. Но ќе бидете во заблуда ако мислите дека MK Ultra заврши во 70-тите години кога ЦИА тврдеше дека ги затворила проектите и уништила документите. Напротив, MK Ultra само еволуираше. Денес на мапата на големото будање гледаме поврзаност меѓу овој проект и мејнстрим медија, односно медиумската пропаганда. Постои нешто што се нарекува траума, врз базирана контрола на умот. Кога луѓето се во постојан страв, без разлика дали е тоа страв од пандемии, војни, економски колапс или тероризам, нивниот мозок преминува во survival mode или преживување. Во таа состојба логичкото размислување се исклучува, а подложноста на сугестии се зголемува за 1000%. Погледнете ја, например, холивудската индустрија и музичката сцена. Мапата јасно ги поврзува со символиката на MK Ultra. Зошто толку многу млади звезди доживуваат nervous breakdown или колапс, или се однесуваат, ако сакате, како роботи? Зошто символиката на едното око или скршеното огледало е насекаде? Зошто јавно го манифестираат многумина од нив тоа? Тоа се знаци на дисоциација, клучниот елемент за контролата на личноста. Денес не им требаат лаборатории со електрошокови. Денес ги имаат социјалните мрежи и алгоритмите. Секој лайк, секој скрол, секој допамински удар што го добивате од вашиот телефон е форма на софистицирано управување. Тоа е MK Ultra во вашиот джеб, односно сеприсутноста на MK Ultra во вашиот живот. Тие ги познаваат вашите биолошки ранливости.
подобро од вас самите. Тие знаат како да ве направат депресивни, лути или пасивни. Ако ја контролираат информацијата што ја примате, тие го контролираат и вашиот избор. А избор кој е вештачки изнуден не е слобода. Големото будење започнува кога ќе го препознаете програмирањето, кога ќе сватите дека вашиот гнев или страв честопати се вештачки индуцирани од екраните или преку порака која што ве испратена преку социјалните мрежи. Да се биде буден значи да се поврати суверенитетот над сопствениот ум. Во следното видео ќе одиме кај луѓето кои први почнаа да го расклопуваат или деконструираат овој систем. Ќе зборуваме во темата 5 за операцијата Paperclip или спајалица. Како нацистичката идеологија и наука се инфилтрираа во највисоките структури на моќта по Втората светска војна или по 1945 година. Споделете го ова видео, исклучете го телевизорот и почнете да мислите со своја глава. Вие сте повеќе од програмата во нивната матрица. Пред да ви кажам, се гледаме во тема 5, знајте дека со самото тоа што го гледате, односно слушате овој текст, ова видео кај мене на мојот канал, вие сте веќе дел од мапата на големото будење. Да сумирам, она што го слушавте беше видео број 4 од мапата на големото будење, дел од поголема плейлиста која што ја правам за вас, мемберите на мојот канал. Јас сум Филип Петровски. Сумарумот на она што го слушнавте до сега е следниот. Дали сте сигурни дека вашите мисли се навистина ваши? Во оваа епизода што е зад вас, влеговме во најтемниот лавиринт на ЦИА, проектот MK Ultra, од нацистички лаборатории до модерни социјални мрежи. Истражуваме како се крши човечката волја и како се програмираат цели општества преку страв и траума. Ова не е минато, нешто што завршило, било како проект и престанало. Ова е реалност која живееме секој ден преку екраните. Уште ќе ве прашам, дали некогаш сте почувствувале дека медиумите ве присилуваат да се плашите или да мразите без вистинска причина? Тоа е првиот знак на психолошка операција. Што мислите вие? Дали социјалните мрежи се модерна форма на MK Ultra? Споделете ги вашите искуства во коментарите.